Крвоток. Зошто крвоток, да објасниме? Затоа што крвотокот велики крвоток ги носи јаглерот и ги створа студенти здраво. Има 5 литри крв и губењето на 1/3 од оваа крв би значило смрт. Крвта е составена од крвни клетки и крвна плазма. Крвни клетки во крвта се еритроцитите, леукоцитите и тромбоцитите. Еритроцитите се црвени крвни клетки кои што имаат дисковидна форма. Ова е крвен сад низ кој што се движат еритроцитите. Частиците кислород од алвеолите преминуваат во крвните обмен со обврска наречена перикард. Срцето е сместено во вратниот кош, под градната коска, помеѓу двете белодробни ниво со врвот свртено кон лево. 300 грама, широко е 10 см, а долго околу 18 см. Срцето со преграда е поделено на два дела и се состои како го сочинуваат 4 дела, тоа се десна предкомора, лева предкомора, десна комора. Преку белодробната артерија нечистата крв оди до белите дробови каде што се прочистува. Чистата крв која доаѓа од белите дробови преку 4 белодробни вени навлегува во левата предкомора. Таа се проширува и клапите се отвараат, потоа чистата крв навлегува во левата комора. Коморите, клапите и крвните садови. Тука можеме убаво да ја видиме десната комора, потоа клапата помеѓу десната комора и десната предкомора. Тука се наоѓа преградата која го дели срцето на два дела. Овде е левата комора, клапите која што ја дели левата комора од левата предкомора. Тука убаво можеме да видиме дека аортата е многу подсврста од белодробната артерија, која што е еластична и која што е сплесната. Што да истражува за промената на срцето, ние откривме дека животинското срце се користи во исхраната. Срцето е орган кој има улога на пумпа, која што ја тера крвта да циркулира низ целото тело. Низ него тече и циркулира крвта и имаме натоложување на крвни плочки и сега се откачува тромб кој што ја престанува крвотокот на крвта. Ако ова се артериите, вените и капиларите. Артериите се најголеми крвни садови, тие се делат на помали крвни садови, тоа се артериолите, кои што се разделува комора се аортата. Таа е најголем крвен сад. Од десна комора излегува белодробната артерија. Ова се вените, тие
ова се клапите и овде крвта циркулира низ нив, а додека овде се натоложуваат крвните плочки. Овде се формираше крвно грудче, односно тромб. Овој тромб се откачува и се движи низ крвните садови, односно вените. Ситуација на крвта се нарекува крвоток. Кај човекот крвотокот е од затворен тип. Има мал и голем крвоток. Големиот крвоток започнува од левата комора и преку аортата служи за да однесе кислород до сите клетки. Се враќа преку горна и долна шуплива вена во десната предкомора и десната комора. Со тоа завршува големиот крвоток. Додека лимфотокот представува движење на лимфата и тоа од отворен тип. Лимфотокот започнува слепо, а од ткивата завршува во срцето, односно во крвоток. Систем на организирање недостасуваат елементи во описот и споредбата на крвните садови, а со тоа и започоците не се соодветно аргументирани. За примената дадовме 3 поени, бидејќи е користен графички приказ за примена на крвоносниот систем во секојдневниот живот и истиот е целосно образложен. Добро, благодариме. Значи, завршивме со взаимното оценување помеѓу групите и на крајот констатиравме дека првата, третата и четвртата група добија по 11 бода, а втората група доби 10 бода. Со тоа сметам дека навистина критички се осврнавте кон своите соученици и правилно ги оценивте нивната работа, нивниот